Не грижете се, не може да се заразите, тоа е само мојата алергија. Сексуално преносливите болести или СПБ се болести, инфекции или заболувања кои може да се пренесат од лице со СПБ на друго преку сексуален контакт. Тоа вклучува контакт на еден генитален орган со друг, а тоа е контакт со пениси, скротуми, вулви или вагини за секој вид на секс, орален, анален или вагинален. Некои СПБ се прилично чести, па нема од што да се срамите ако добиете некоја. Некои СПБ не предизвикуваат симптоми и многу луѓе кои имаат СПБ не знаат и може да ја рашират. Оние кои имаат симптоми може да доживеат болка или оток околу гениталиите, испакнатини, рани или осип на гениталиите, чешање, печење или болка при мокрење. Девојчињата може да добијат вагинален исцедок што е различен од вообичаениот. Ако имате некои од овие симптоми или ако сте имале незаштитен секс, важно е да се тестирате за СПБ. Тестовите за СПБ се разликуваат. Некои се тестови на крвта, некои се тестови на урина, други пак користат бриз од плунка или исцедок. Дури ако користите заштита, добра идеја барем еднаш годишно да се тестирате за СПБ. Може да направите тест за СПБ кај вашиот лекар или во клиника. Некои СПБ може да се излечат додека други не, но нивните симптоми може да се држат под контрола со лекови. Некои СПБ, ако не се лекуваат, може да предизвикаат сериозни здравствени проблеми понатаму во животот. Запомнете, штом некој лице ќе стане сексуално активно, важно е да се користи кондом и други бариери од латекс и редовно да се тестира за СПБ. Марам че за твојата алергија. До следниот пат не заборавајте да ме посетите на amaze.org или на мојот YouTube канал. Чао!